Жестоки реакции во јавноста откако владата сепак одлучи да воведе данок на екстра профит. Ке се оданоча со дополнителни 30% фирмите кои оствариле профит над 10 милиони евра, кој што бил за 20% поголем од просекот остварен во последните 4 години. Кризниот данок треба да биде еднократен и да се плати на добивката остварена годинава. Бизнисот очекувано реагира негативно. Компаниите од Стопанската комора се револтирани, бидејќи ќе се даночат сите фирми без да се согледа дали оствариле добивка поради поскапени енергенси или пак поради нови инвестиции, подобрена продуктивност или освојување нови пазари. Едноставно, во понеповолна положба се ставени оние што вложувале и честно работеле. Од Стопанската комора на Северозападна Македонија исто така сметаат дека тоа што сите компании се ставаат во ист кош финансиски ќе удри врз дел од нив. Со предложениот концепт на одданочување кој предпоставува споредба на остварениот просек на добивките во претходните 4 години и добивката во 2022 година во неповолна положба, се доведуваат компании кои инвестирале во претходните години, а остварувале помала добивка во споредба со потенцијално зголемената добивка во 2022 година, која би ја оствариле како резултат на инвестиции, зголемена ефикасност во работењето и зголемена продуктивност на вработените. Додека бизнисот алармира дека воведувањето на ваков данок може да ги одбие странските инвеститори, аналитичарот Бранимир Јовановиќ смета дека ова е правилен потек, но во погрешно време. Владата уште пред неколку месеци требало да донесе закон за да може да го наплати овој данок, а не во 5 до 12. Според него, нема време собранието да даде амин, па не верува дека ова ќе профункционира. Исто така не верува дека по овој основ би можеле да се соберат 90 милиони евра. 2,5 години, скоро 3 години ние трпиме штета, се на наш грб се справуваме со кризата. Ако некој од овие фирми успела да се трансформира во време на кризата, преку воведување нови технологии, искористување на нови прилики на пазари во државата и надвор, ние некако ги казнуваме успешните. Јовановиќ исто така инсистира владата точно да каже за што би се искористиле парите собрани од екстра профитот. Смета дека сумата треба наменски да отиде кај најранливите категории граѓани. Вице-премиерот Битики рече дека парите собрани од овој данок ќе се искористат за справување со кризата, а дел од нив и за поддршка на големите компании за излез од кризата. Тие 90 милиони евра што ги најавуваат дека ќе ги соберат дополнително, нема шанси да се соберат, затоа што вкупните приходи од данок на добивка во Македонија се околу 250 милиони евра и сега вие да добиете 30% да кажеме повисоки приходи, само со една ваква измена нема шанси. Веројатно дополнителните приходи ќе бидат во распонот од 20-30 милиони евра. Вице-премиерот Битики рече дека дел од парите собрани од овој данок ќе се искористат за поддршка на големите компании за излез од кризата.